Вечерва би сакал да имаме едно мало повторување, бидејќи повторувањето е мајка на знаењето. Како беше тоа на латински, се сеќавате? Така, благодарам. И така со првиот збор беше насловена една моја беседа од ланската зима. Репетитио. Таа се однесуваше на амалгамацијата на вакцините и така натаму. Повторувањето е мајка на знаењето, а еден брат некаде во август, минатото лето, значи, почеток на август, ми се јави да ме потпрашува да му објаснам. Не сватил од серијата мои проповеди за јубилеот минатото лето, не разбрал зошто велев дека секоја јубилејна година, која што е 50-та точно. Јубилејната година е 50-та година, така? Беше некој збунет од нас за тоа која е јубилејната година по својот редослед. Јубилејната година е 50-та година. Не е 49-та, се разбира. 49-та е последната саботна година од јубилејниот циклус. 50-та е после неја. Но зошто велев дека секоја јубилејна година е 49 години подоцна, а не 50 години подоцна од претходната јубилејна година. Се сеќавате на тоа? И ја тоа му го објаснував на братот минатиот август и он ми рече дека треба да го проучи малце, да му легне тоа. Значи, веднаш од самиот телефонски разговор не му беше јасно. Но сега гледам дека до ден денес не било јасно. Па би сакал да малку тоа да го повторам. За да биде јасно, за да се вреже во паметот и така натаму. Но на самиот почеток, знаете, живееме во време, многу чудно време, неверојатно време. Реков, многу ниска е во денешно време природната интелигенција. Живееме во време кога некои работи што ги сметавме за аксиоми, ги сметавме за најсигурни, основни, најутврдени, најбеспоговорни, најнеприкосновени факти, во ова лудо време се доведени под знак прашање. Например, кога пополнувате формулари за пасош, за лична карта, и кога веќе имате такви документи, стари или нови, се едно, или пополнувате за виза, за не знам што, за вработување. До ден денес се уште пишува, кога ве прашуваат, да кажете кој пол сте. Кој пол сте? Колку опции ви дава формуларот? 2 опции. Зошто 2 опции? Затоа што трет пол не постои. Па како може сега? Нешто што сите врапци го знаеле,
Сега да постојат луѓе кои што тоа го доведуваат под знак прашање, сега да постојат луѓе што не знаат колку пола постојат. Или сега живееме во време кога слушаме будалаштината, што ја повторуваат и многу медиуми, не само политичарите, тие и така се глупави. Како некој си го сменил полот. Прво да поставам прашање. Дали е можно човек, животно, птица, стока, риба, дали е можно да се смени полот? Дали е тоа можно? Не. Зошто не? Во секоја клетка од оние трилионите, нели, која што има јадро, значи која што има ДНК, се наоѓа запишан полот. Постојат само два пола, според науката. XX и XY. Знаете кој е кој? Така. Да ги прашам политичари, знаат? Тие не знаат колку пола има. Ја би ги прашал, кога последен пат сте ја виделе вашата лична карта? Или вашиот пасош? Па дори и на проклетиот Facebook, кога прв пат се пријавувате, ве прашува што пол сте. И има само две опции. Нема трети, четврти и така натаму. Човек може себе си да се само осакати или да побара некои хирурзи да го осакатат, но тој не го сменил полот. Тој само се осакатил себе си. Бидејќи полот останува запишан во јадрото на секоја клетка, која што има јадро во неговиот организам. Епа сега, кога толку основни, толку фундаментални факти денешната политика, луда и ненормална, ги доведува под знак прашање, треба ли да се чудиме ако под знак прашање се доведуваат некои други утврдени, етаблирани вистини уште од пред 2000 години, да речеме. Например, ќе поставам сега едно што до вчера, барем така мислевме, прашање кое што до вчера и се сметаше дека е лесно прашање. Па, меѓутоа денес не е толку лесно ова прашање денес. Знаете, пред да го поставам библиско е прашањето што ќе го поставам, но пред да го поставам библиското прашање, се сеќавате до пред 15-16 година, значи до пред колку 8-9 години, живеевме во време кога знаевме дека земјата е каква? Сферична, дека се врти околу сонцето и така натаму. И па сега од 15-16 година наваму постојат голем број луѓе што сега не знаат дали е така. А мнозина се убедени дека земјата е рамна. Какво чудно време живееме. Нешто што мислевме дека е одамна решено, одамна утврдено, неприкосновено, ете и тоа беше доведено во прашање. Добро, не ни е тоа темата, знаеме. Сепак живееме во време кога нешто што сме мислеле дека е утврдено, дека е неприкосновено, дека е јасно, безпоговорно, се доведува по знак прашање.
Ајде да појдеме по нешто подалеку, што, еве, тука е навистина, сега, едно време мислевме дека 69-та година американците навистина отишле на месечината. Да прашам, вие постарите од мене се сеќавате, сте го гледале тоа на телевизија, имате телевизија тогаш? Црно-бела нека. Директен пренос? Црно-бел со црно-бел. Да. Да, после, ама тврдат дека председателот Никсон и покажа еден стар телефон како кај баба ми во Чаир што имаше таков, со гајтанот, дека на таков телефон председателот Никсон разговарал со космонаутите на месечината. Сега, јас се сеќавам прв пат 2000 година видов еден сајт кој што го порекнуваше слетувањето на месечината. И сега цели 24 години, ај 23 полни до денес. И сега не сме сигурни биле луѓето на месечината или не биле. Дори денешните проекти за да се отиде таму, често звучат како никогаш да не биле порано, како да сега сефте треба да отидат. Многу чудно. Многу чудно. Но ете, живееме во такво време. Па сега да го поставаме блиското прашање. Мислевме дека е лесно. Мислевме дека е јасно за сите. Не само заради православната традиција, празниците. Чисто од Библијата мислевме дека е јасно следново прашање, одговорот на прашањето. Кој ден од седмицата нашиот Господ беше распнат за нашите гревови? Од кај го знаеме тоа? Каде е тоа? Сакам библиски одговор. Малку библиско прашање. Така, Лука 23, да. Тоа е најјасно, но не е само тој, значи не, да. Меѓутоа што ни вели доктор Лука во своето евангелие? Кој? Така е преведено. Кој во Константинов вели ден на подготовката? Добро, некои други преводи имаме? Андре, со кои преводи располагаш ти? Со еден куп на интернет. Електронски преводи. Добро. Персе, имаш романска Библија? Како е наречен денот таму? 23, 34? 54. А денот беше? Кој го вели петок? Во ревидираното пиша петок? Добро, че го превеле. Така. Значи, и што велеа, се сеќаваме, што велеа еврејските старешини? Зошто ги кршеа колената на сораспнатите разбойници? Зошто? За да не ги фати сабота. Значи, дента пред да зајде сонцето, дента кога Господ издивне на крстот, беше дента пред саботата. И доктор Лука го користи јужномакедонскиот збор параскева, што значи подготовка. И ден денес на јужномакедонски и во Јужна Македонија така се нарекува петокот.
Да, има имење на жени, да, зашто Света Петка се викала Параскева, не, значи не како воина ми се, Бог да ја прости, Параскева се викаше. На Галено ја вика Параскевула и од таму ја викавме Вула, ние цел живот. Па тоа било само преведено на Света Петка. Света Параскева била всушност. Денот на подготовка. Зошто се викал денот на подготовка? Затоа што бил подготовка за саботата. Так. Денот за подготовка е денот пред саботата. Но има мнозина што денес веруваат, мнозина протестанти, само протестанти сега за сега, неам видено некој друг. Има и за жал и некои адвентисти. Дека денот кога Христос бил распнат бил среда. Некој, барем од двајца досега, што слушнав, веруваат дека бил четврток. Повеќето од оние што петокот го доведуваат под знак прашање, тврдат дека било среда. И постои цела теорија за тоа. Не ни е тоа темата. А знаете ли што наведуваат како причина зошто така веруваат? Она што, ако ги прашаш зошто мислите дека е среда, например, а и тие што мислат дека е среда, тие тврдат, мора да го тврдат тоа, нема друго, дека Христос воскреснал во сабота. Тие што веруваат дека Христос бил распнат во среда, дека крстот бил во среда, тие веруваат дека Христос воскреснал во сабота. Така. Значи, луѓето ги буни, некои луѓе ги буни, па сега и оние што тврдат дека во четврток бил распнат, за да испадне во недела воскреснат, ги буни оној Христов говор, знакот на Јона. Бидејќи таму на вистина Христос споменува 3 дена и 3 ноки, а што? Што 3 дена и 3 ноки? Како што Јона беше во утробата на китот пишува? Рибата, не знаеме што живо. 3 дена, за Јона било темни цело време. Интересна забелешка, да. Но, размислувајте малку за ова, може? Да ве оставам да размислувате за ова. Значи, размислувајте за дома, па ако даде Господ, ќе продолжиме следната сабота. Што кажал Христос? Што е знакот на Јона? Кога го кажал знакот на Јона? На овој прелюбодеен и грешен род, кој што барале од Христа знаци, да толку чуда направи Христос, не биле доволни, па сега бараат знак од небото. На овој грешен и прелюбодеен род нема да му се даде друг знак, освен знакот на Јона. И што кажа Христос? Кој е знакот на Јона? Како што Јона беше 3 дена и 3 ноки, каде? Во утробата на рибата. Така Синот човечки ќе биде што? 3 дена и 3 ноки, како велат вашите преводи. Центарот на земјата, средиштето на земјата. Кај се наоѓа тој стих? Може да најдеме. Ајде. Каде Исус го дал знакот на Јона? Матеј 12? Точно, сигурно? Погодуваше? Знакот на Јона, Матеј 12 глава,
Ајде да почнеме од 38-миот. Тогаш некои од книжниците и фарисеите, кои беа овие книжници и фарисеи? Овие беа теолозите. Овие беа дрмар за тоа време. Тогаш некои од книжниците и фарисеите одговорија и рекоа: Учителе. Може да замислите како му се обратиле на Христа. Рави. Го признавале за рабин, да, и премиерот Нетањаху го признава Исуса за еврејски рабин. Интересно. Ако го признавате, зашто не му верувате? Рабин ли или лажен пророк? Учителе, раби, сакаме да видиме знак од тебе. А тој им одговори и рече: лукав и прелюботворен род бара знак. Значи, какви се тие луѓе што бараат знаци? Што бараат сензација? Какви се тие луѓе? Таа побуда, желбата да видиш сензација, знак, чудо, тоа не доаѓа од посветено срце, таа побуда. Тоа е побуда на лукав и прелюботворен род. Посветеното срце не бара чуда, знаци, сензации. Не бара. Посветеното срце е смирено во верата кон она што Господ веќе го открил и веќе го направил и не бара повеќе како доказ за својата вера или надеж. Но нема да му се даде знак, освен знакот на пророкот Јона, зашто како што Јона беше во утробата на китот 3 дни и 3 ноки, че навистина Исус споменува 3 дни и 3 ноки. Така, не, од петок до недела, до недела пред мугри, од петок попладне до недела пред мугри немаме волку. Да. Како што Јона беше во утробата на китот 3 дни и 3 ноки, овој превод вели, така и синот човечки ќе биде во срцето на земјата 3 дни и 3 ноки. Така рече Христос. Да го дочитаме контекстот на овие зборови, 41-42 стих. Ниневјаните ќе излезат на суд со овој род и ќе го осудат, зашто тие се покаја од проповедта на Јона, а ете тука има поголем од Јона. И царицата Јужна, се мисли на етиопската, не на Јужна Македонија. И царицата Јужна ќе излезе на суд со овој род и ќе го осуди, зашто таа дојде од крај земја за да ја чуе мудроста на Соломон, но ете, тука е многу поголем од Соломон. И потоа продолжува со нечистиот дух, и така натаму. Што значат Христовите зборови? Синот човечки ќе биде 3 дни и 3 ноки каде? Во срцето на земјата. Како велат вашите преводи? Други преводи? Ме интересира. Имате различни преводи? Срцето? Срцето на земјата. Добро. Андреј, имаш некој различен превод? Константинов како вели? Срцето. А тука сите се согласуваме. Па, мислам дека е срцето. Од што се сеќавам вака. Но, треба да провериме. Heart of the Earth, мислам дека така. Кој превод гледаш? Срцето е? Срцето. Значи, Исус кажал прецизно
И тука сите се согласуваат, сите верзии, сите преводи. Така Синот човечки ќе биде во срцето на земјата. 3 дни и 3 ноќи. На што мислел Исус? Мислел на Јосифовиот гроб? Јосифовиот гроб е срцето на земјата? Сигурно не. На што мислел Исус? Тоа прашање нема сега да го одговори. Ако даде Господ живот и здравие во иднина. Но, останува како прашање за размислување и за проучување од ваша страна. На што мислел Исус кога велел срцето на земјата? Што е срцето на земјата и на што мислел Исус? Но, размислувајте за тоа друг пат и дома. Друг пат ќе го одговараме. А сега да преостанатите минути да ја објасниме уште еднаш простата математика. Зошто јубилејната година, која што е 50-та точно? Тука сите се согласуваме, јубилејната година е 50-та година. Не е 49-та, не е 48-та, не е ни 51-та, туку е 50-та. Но зошто следната јубилејна година од наредниот циклус е кога? 50 години подоцна или 49 години подоцна? Значи беше од првата, броиме од некоја прва, 50-та, таа е јубилејната, и сега, која година ќе биде следната јубилејна, после 50-та? Дали ќе биде 100-та? Дали 100-та следната јубилејна година? Не. Која? 99-та. 49, не 50 години подоцна следната јубилејна, туку 49 години подоцна. Тоа беше лани летоска, така објаснував како се бројат јубилејните години и зошто така се бројат. Зошто е тоа така? Затоа што 50-та година е истовремено првата година од новиот седмичен циклус, новата седумка, а со тоа и од новиот јубилеен циклус. Значи, 50-та година не е некоја нулта година. И, како што му велев на братот по телефон, направи споредба, за полесно да го разбереш, направи споредба со празникот Педесетница. Педесетница, зашто се вика така? Празникот, зашто се вика така? Читайте Левит 23 глава, како е дефинирана Педесетница. Кога се паѓа Педесетница? Педесетница е 50-тиот ден. Зато така се вика. Педесетница. Пентекост. Пентекости. 50-тиот ден. Седмици, да. Еврејскиот назив за празникот Педесетница е Шавуот, што буквално значи седмици. 7 седмици. 7 седмици се колку дена? 49. 49-тиот ден е сабота, бидејќи 7-тиот ден е сабота, 14-тиот ден е сабота, 21-тиот, 28-тиот, 35-тиот, 42-тиот и 49-тиот ден од тие седмици е сабота. 49-тиот ден е седмата сабота. И 50-ница е дефинирана како 50-тиот ден, утредента после седмата сабота. А од каде се бројат тие 50 дена до 50-ница? Од 16-ти е првиот ден е празникот првина. Од утредента по саботата. Да ги читаме тие стихови или ги знаевме?
Левит 23 глава. Да се подсетиме. Левит 23 глава. Кога е празникот Првина? Старозаветниот назив за Великден е празникот Првина. Левит 23 глава. Кога е празникот Првина? Ајде, кажете ми, според оваа глава. Значи, 23 глава. Кој стих? Да, тоа е за 50-ница. Изброите, вели 15 стих, од првиот ден по празникот, тука се вели, овој превод вели по празникот, од првиот ден по саботата се вели, или утредента по саботата. 7 седмици, 7 полни седмици, до првиот ден од последната седмица, тука малце го сгреши од преводот, до утредента по последната седмица треба да го, или по седмата сабота, изброите 50 дена. Самиот празник Првина, деветиот стих, и му рече Господ на Мојсија велејќи, јави им на синовите израелски и кажи им, кога ќе дојдете во земјата што ви ја давам и почнете таму да жнеете жетва, првиот сноп од жетвата ваша донесете го кај свештеникот. Тој ќе го принесе тој сноп пред Господ за да добиете благонаклоност. Кога треба да го принесе? Како гласат вашите преводи? Кога требаше да се принесе првиот сноп? 11 стих, како ви гласи? Кога треба да се принесе првиот сноп? Утредента по саботата. Која сабота? Пасхалната сабота, одnosno големата сабота. Тогаш е и Великден. Утредента по големата сабота. Да. Ако, значи, празникот Првина е утредента по саботата, по пасхалната сабота, кој ден од седмицата е тоа? Недела, по наше, недела ја викаме, и односто првиот ден од седмицата. Ако тој ден е првиот ден, до 50-ница, 50-ница кога се паѓа? Пак во недела. Утредента после седмата сабота. Како што и како што Великден е у недела и 50 дена после него, духовден е секојаш во недела. Меѓутоа тоа владата на ВМРО тоа не го знаеше. Они за душницата ја направија празник. Што да правиме? Природната интелигенција е страшно опадната во 21. век. За овие левиве да не зборувам, шо па тие знаат. Кога десниве ја сгрешија. Простава математика. Значи, 50-та година, како и 50-ница празникот, 50-тиот ден од Великден, од Првина, е првата година. Како што 50-ница е првиот ден од седмицата, утредента после седмата сабота, утредента после 49-тиот ден, седмата сабота. Првиот ден од седмицата. 50-та година е прва јубилејна година, но истовремено е првата година од новиот циклус. И од новите 7 години и целиот нов јубилеен циклус. Првиот ден од првата седумка и првата година од новата седумка и првата година од новиот јубилеен циклус. И за да биде следниот јубилеј, за да биде пак 50-та година, токму за да биде 50-та година следниот јубилеј, треба да биде 49 години подоцна од претходниот јубилеј. Бидејќи секој јубилеј е истовремено првата година од новиот циклус. Јасно?
Андреј клима со глава, дека е јасно. Има прашање? Во врска со зашто 49 години подоцна. Уште еднаш да резимирам. Јубилејната година е 50-та, не е 49-та. Тука се согласуваме. Но секоја наредна јубилејна година е 49 години подоцна од претходната. Не 50 години подоцна. 50 години подоцна ќе дојдеш до 51-ва, а не до 50-та. Од прва 50 години подоцна, од прва 50 години подоцна е 51-ва. А не до 50-та година. Треба 49 години подоцна е следниот јубилеј, кој што е и тој 50-та година во тој циклус. Значи, тоа е многу просто, тоа е... Седмичната сабота, тоа е 49-та година. Да. Не. Ако јубилејната година е првата година од нова седумка, значи да, јас така ги нареков тогаш. Значи тоа е некоја неделна, јубилејната година е некоја неделна година, бидејќи е веднаш зад саботната година. И сега, бидејќи 50-та година е истовремено првата година од новиот циклус, кога ќе биде 50-та година од новиот циклус? Па ќе биде 49 години подоцна. Од 1 плюс 49 добиваш 50, од 1 плюс 50 добиваш 51. Зато треба да биде 49 години подоцна. Проста математика. Тоа е, кој одделение се учиш тоа? Собирање и одземање до 100. Во второ одделение ли се учиш тоа? Во второ, мислам. Се сеќаваме. Добро. За жал, јас никого не сакам да омаловажам, никого не сакам да исмеам, никого, зато и по име никого не сакав да споменувам оваа вечер. Се извинувам и за Муртино преска. Иако таму не споменував личност, но мнозина ќе погодат на што мислев. Сеедно, навистина живееме во време. Кога живееме во време, кога луѓето не знаат колку пола постојат, не треба да не чуди што некои други работи што мислевме дека се сигурни, што мислевме дека сите едногласно ги прифаќаме и ги веруваме, денес се доведуваат во прашање и доведени се во прашање. Уште еднаш, кој ден од седмицата Христос беше распнат на крстот? Сигурни сме во тоа? Сигурно? Така пишува, да. Нека му е фала и слава вечно. Амен.